Dream Team. Почитувани, добро вечер или добар ден, зависи од тоа од кој континент не следите. Задоволство ми е да ве поздравам и да го најавам она што верувам многумина од вас долго време го посакува и го очекува, впрочем како и јас самиот, а тоа е едно вистинско македонско фолк шоу. Ние веќе го имаме и го нарековме едноставно фолк естрада. Во ова и во наредните изданија ќе имаме можност да се дружиме и да ги слушаме големите македонски фолк звезди, а се разбира имаме задача да откриваме и да афирмираме нови имиња. За добрата музика веќе самите видовте се задолжени виртуозите од Dream Team, а ни јас не сум сам и нема ни да бидам. Со мене е и ќе биде младата и екстра талентирана дама Кристина Криси Тимовска. Добре, Криси. Браво, Бажа, како си ми? Добре дојде во шоуто. Благодарам. Дали си подготвена? Секако, секогаш. Драги мои, огромна чест и задоволство ми е што сум дел од овој тим. Македонската публика го заслужува ова. Уживете заедно со нас. Почнува фолк естрада. Се разбира. А ние веќе можеме да почнеме. Во ова прво шоу имаме покането две вистински звезди на фолк естрадата и според бонтонот, нели, дамите имаат предност. Оваа дама што ќе со која ќе се дружиме вечерва, ја знаете многу добро. Таа е многу екстравагантна, многу шармантна и атрактивна, а за пењето ја знаете многу добро. Затоа нема да ја најавам, самите ќе ја чуете. Убава сум, знај, комплименти даваш, да си нема крај. Ти ми велиш секогаш, убава сум, знај, комплименти даваш, да си нема крај. Машала, ке ме порочиш, гледај па ме по мене, да не изгубиш. Машала, ме порочиш, гледај па ме по мене, да не изгубиш. Убаво се чувствувам и со говорај, како ме третираш, супер ми е знај. Убаво се чувствувам и со говорај, како ме третираш, супер ми е знај. Машала, ке ме порочиш, гледај па ме по мене, да не изгубиш. Машала, ке ме порочиш, гледај па ме по мене, да не изгубиш. Кажуваш, дали веруваш, немој само малку да претеруваш. Тоа што ми кажуваш, дали веруваш, немој само малку да претеруваш. Машала, ке ме порочиш,
Елена Велеска, една единствена number one на македонската естрада. Добре ни дојде, Елена. Добре ве најдов. Морам да ви честитам за новата емисија. Ви посакувам Благодариме. многу успех Благодариме. и многу гледаност. И ние ти посакуваме големи успеси во иднина. Кажи ми дали се чувствуваш добро, одморно, свежо, знам дека си многу ангажирана. Да, се чувствувам прекрасно и многу ми е драго што ете имам чест така прва да сум гостинка и да ја отвориме оваа емисија. Ти благодарам. А Криси? Еленка, од каде ни доаѓаш? Од турнеја или можеби од прекрасниот Охрид? Од убавиот Охрид доаѓам. Наскоро дома, турнеја, се да. Наскоро иде. Наскоро во октомври. Криси, нели имаме и друг гостин? Така е. Време е да се најави нашиот второ гостин. Млад, убав, шармантен господин кој зад себе има многу хитови. Уживајте. Долги ноки непреспиени, срце носам тажни спомени, в душа рана ти ми отвори, само пусти с ништа остави. Како мајка да ме прогона, како земја да ме прогона, уште јас по тебе тагувам, нема кому да се радувам. Солзи врели нека пресуша, баре малку надеж јас да имам. За тебе неќам да ме боли душа, да бидам среќе и јас право имам. Солзи врели нека пресуша, баре малку надеж јас да имам. За тебе неќам да ме боли душа, да видам среќе и јас право имам. Како мајка да ме прогона, како земја да ме прогона, уште јас по тебе тагувам, нема кому да се радувам. Солзи врели нека пресуша, баре малку надеж јас да имам. За тебе неќам да ме боли душа, да видам среќе и јас право имам.
sluša. Pali lampu, nadeš jasna ima. Za tebe nek ja, da me boli duša. Da vidim sreće i ja spravo imam. Da vidim sreće i ja spravo imam. Тоа е тој Маријан Коцев, добро вечер. Како Добро си вечер. ми? Супер. Одлично изгледаш. Благодарам, и Како сте и и вие. секогаш, благодарам. Што има? Па има многу нови работи на нашето поле, има многу новитети, има и стари работи, но во текот на емисијата Така е. еден дел од нив ќе ги објасниме. Така е. Маријан, благодарам што дојде. Благодарам и на вас и сум почестен што сум ете во првата емисија Првата на емисија. нашата и емисијата за нашите гледачи Фолк Естрада. Така е. Останете со нас. Елена, знаеме веќе добро дека ова сезона е турбо за сите, а особено за тебе. Моментално, за жал, немаш конкуренција, што и не е така добро за естрадата. Но Малку е досадно. очекуваме нови, нели, имиња, така најавивме. Кажи ми, како се справуваш со секојдневниве настапи, патувања, големи жештини, тешки настапи? Знаеме какви се нашите фолк. Напорно, но јас секогаш викам кога професијата ја работиш со љубов, ништо не е тешко. Оваа професија би рекла дека е макотрпна и без семејство, а сега со 3 дечина не ми е тоа јасно. на вистина е. Едно мало детенце, но има кој да се грижи за него. Како успеаш со 3 деца да се справиш? Мислам дека јас малку одмарам и ако кажам од 24 часа дека 20 ми се работни, 4 само одмарам. Навистина е тоа така и не се жалам. Добро, барем сега немаш обврски пелени да менуваш. Тоа Па помина. има уште малку. Уште малку, а? Уште еден краток период, да. Јас Но затоа тука е Маријан што уште пелен. Дајди тебе да те прашам, како ти се справи со ова напорна И сезона? сопругата ме фали, вика се јас си добар уходувач. Ти имаш и добра поддршка, Се Dream Team се стресира. зад тебе. Значи да се навратиме се малку Со домашните пелените? работи, да. Добар сум и сопругата ме така дава по некој добар те збор. негува и ти помага, да. Имаш вика поголемо искуство, напредуваш, даваш сигнал вика и за второ. Да, А, измислуваме, така значи? Да. На тест си ставен. Не е лоша идеја. Добре, добре. Не е с лоша ноги. идеја. Да. Што да кажам, цел време сме по патиштата, но кога сме во служба на народот мора да одговориме Да, некој нели мора да со биде најголема естествено, позитивна енергија. А ние со Мисијата задоволство мора го да си ја работиме тоа. завршиме, Ние го работиме тоа со задоволство. токму така. Да. Честен сакаш да се нам. вклучиш ти во овие наши Ваше службени доста е разговори? службено, доста. Ајде малку, Маријан, сакам да те чипнам нешто. Повели? Се знае дека си мета на девојчињата. Како Магнет. на тоа магнет? Како на тоа реагира сопругата? Како се справува со сето тоа? Како и ти се справуваш со Бев сето на тоа? времето љубовџија, бекрија не. Така и песната се кажува. Бев љубовџија, бекрија не. Еве веќе во брак 5-6 години, Така. сега времето си го посветувам со фамилијата. Повеќе дома, кога јас сум слободен, значи користам да бидам со сопругата и со керкичката, Дуња. Вистински домаќин, нели? Мене ми се чини дека Прва неговата класа. сопруга е најстрекна. Бидејќи кога ќе земеш човек кој што навистина изживеал се во свое време, навистина ќе се посветиш на семејството и ќе се радуваш и на сопругата и на 100%. дечината. Криси, да свртиме малку сега топката на музичко поле. Не, претходно ме интересира едно прашање, што сакам да го дознам, сигурно и гледачите ги интересира. Елена, постојано објавуваш фотки на Facebook со својот сопруг, љубовта, сето тоа среќно семејство. Што е со медиумите? Елена е пред развод. Што се случуваше? Дали тоа беше вистина, дали беше криза? Тоа Дај, е одговори ми. жолт печат. Одговори ми. Да, тоа е жолт печат, тоа е И се е кажано. Да, тоа е она што сака народот да го чита, тоа е она што ќе те заинтригира како од другата страна,
што сакаш да го знаеш за јавните личности, мислам дека така многу повеќе ќе привлечеш внимание кога се пишува на таа тема, отколку да избегнеш едноставно од она клише. Кога ти постојано ја објавуваш љубовта. Не се случиле досега такви предразбудни постапки, но барем за сега така е. Не викам дека секој може тоа да го гледа со лесно. Мислам дека сите тие патувања кои што ги имав изминативе 2 години, тоа се случуваше многу често. Ете, бев 2 пати во Австралија минатата година, еднаш во Канада. Многу често одев за Европа и целата таа отсутност можеби на некого и му влијаеше како предразвод. Овој спот што го снимавме Со свадбата. за песната невеста, јас бев зетот во бел костум, нели? Да. И така. Мислам тоа беше врвот. Значи немаме проблем во бракот. Не, одлично е во Најсреќни. бракот. Јас викам дај Боже да му на сите е убаво како што ни е нас. Дај Боже. Само така да Да. продолжи. Со бракови завршивме. Завршивме. Океј. Да свртиме малку на песна. Во нашава музика фолк, сакале или не ќеле, главно се вртиме околу свадби и околу печалбарството, и не случајно, затоа што народната музика си ја сакаат на свадби и ја сакаат во диаспората. Но има една свадбарска песна, интересно, ми ја побара сега скоро на една свадба. Обично нели се пее Куме златен, по небрано ти си фатен. Меѓутоа сега ми ја порача, вика дали ја знаеш од Елена? Куме заиграј. Јас викам, знам, меѓутоа не сум ја пеел. Ќе си ја научиш и ќе ја пееш. Нема проблем. И навистина ми се допадне и веќе ми е во репертоар. Да. Одлична песна. Јас сум презадоволна. Автор сум на таа песна инаку, јас ја направив. Па не е лошо да се ја чуеме. Да, Вечерно. убаво е да се ја чуеме, Да се чуеме и да ја чуе бидејќи е омилена на многу, Да. на многу. И веќе ја има на сите свадби. Денес куме ти си главен, прв народ ти си ставен. Куме заиграј, оро победи. Куме наздрави, крени чаша ти. Денес куме ти си главен, прв народ ти си ставен. Куме заиграј, оро победи. Куме наздрави, крени чаша ти. Смејат, радосни се песна пеат, ајде весело, само нека е денот нека биде запамте. Невеста и зет се смејат, радосни се песна пеат, ајде весело, само нека е денот нека биде запамте. Ајде весело. Скоро горе до средина, тоа да биде милост бабина, тоа нека е. Кумот викај на оро, да ви крстам ноќе скоро горе до средина, тоа да биде милост бабина, тоа нека е.
Елена, благодарам за кумскава песна. Маријанчо, да те прашам, јас бев присутен на твојот последен концерт, Да, таму некаде десно. на доле. големиот јубилеен солистички концерт во Универзална сала и навистина бев импресиониран од она атмосфера, магија што се створи во салата. Еуфорија. Еуфорија навистина. И понекогаш си велам дека е штета што нема повеќе такви наши концерти, а треба да ги има. Кажи ми, кои се твоите импресии од тој концерт конкретно? Морам да кажам дека честитките и до ден денеска доаѓаат. Значи, на било кој начин, дали телефонски, дали на Facebook некој ги Имаш ли напише, малку трема? некоја критика пише на мејл или значи на било каков начин, критиките се уште доаѓаат, нормално позитивни. За мене големо искуство се разбира, еден голем јубилеј. Уште еднаш благодарност до моите колеги од Dream Team кои што заедно го реализиравме сето тоа да биде како во една папка. Звучеше феноменално и она што мене ми остави впечаток е она топла атмосфера што се створи, па со розата, со... Мене ми беше страв само од една ситуација, првата песна која што ја започнав, ме врати во едно време каде што за сето тоа време беа со мене мојот брат и моите родители. Значи мојата мајка и татко, но за жал мојата мајка веќе 3 години ја нема и ми беше само страв да не започнам Емотивно дали ќе на првата извршиш песна. таа песна? Кога ја поминав таа, значи многу спомени убави се врати од тоа време. Кога ја пребродив таа песна, веќе бродот почна да плови по правиот пат. Имав одлична публика. За просувањето знаевме само јас и младоженецот, да. Горан, наш колега од Битола. Инаку на концертот на Маријан, за оние што не знаат, имаше јавно За просување. запросување на девојка, да. Се договоривме на која песна. И со песна, Значи, пред беше песна да феноменално. биде. Тој беше многу силен момент. И пред самиот старт, значи на песната, многу убаво излезе од колегите што сето тоа се наштима со една јака припрема и веќе беше еуфоријата. Има, до деливиумот година на- чекаме нов концерт, да знаеш? Па до година не ќе можеме за тоа што заедно со Dream Team одиме на турнеја Така. во Австралија. Но затоа Елена е тука, незините фанови веќе се Очекуваат, нестрпливи. да. Нестрпливи. Как имаш ли ти размислуваш ли? Се согласувам со Мислам твоето дека е мислење и мене ми се чини дека е доволно 20 години кариера за да се одбележи Па во еден Македонија, јубилеен нас така концерт. чекаме Да, 20 години. веќе секаде сум била и правиме концерти, ете и до ден денес. Континентите ни се надофат. Повторно имаме турнеја Уште за... тоа фамозно Скопје. Да. Повторно ми е закажана турнеја во месец октомври за Канада и Америка, декември за Австралија со Energy Band и со Ѓоко Јович, но во Македонија мислам дека тоа признание се уште го немам и е време да се докажеме и во нашата земја. Ние ќе ти помогнеме од се срце на секој можен Благодарам. начин. Го очекуваме, Елена. нели, тој концерт? Сакам нешто да те прашам. Имаш пиар. Ти си единствената која што има пиар од фолк звездите Добро. во Македонија. Зашто имаш пиар? За тебе да ти биде полесно или затоа што така треба да функционира една звезда вистинска? Ако зборуваме како треба да функционира една вистинска звезда во Македонија, има многу фактори кои што не се вклучени кај нас, но според мене за вистинска звезда треба да имаш личен возач, телохранители, лимузина и многу менаџери, пиар неизбежно, но ете јас го имам само пиарот И во пред се голем моментот. пазар. Да, да. И мене ми е многу полесно сега вака да функционирам, бидејќи на денешно време се е преку интернет и јас немам навистина толку слободно време покрај децата и професијата да ги уловам сите тие збиднувања и случувања по интернетите и затоа ставив пиар. Мислам дека многу ми се одвиваат полесно работите и сите оние прашања кои што секојдневно од новинари ги добивам, има кој да ги одговори во мое име и многу е полесно вака да функционира. Маријан, вие размислувате за пиар? Кој ги организира вашите Герила концерти? маркетинг. Дали ви треба нешто такво? Нормално е кој естраден уметник не би посекал барем менаџер да се има и најубаво на први пример јануар, еве ти го пазарот до 31 јуни
Значи не да се замараме со телефони или да мораме да одговориме, па ако не Сето тоа одзема одговориме, време. Да, да, да. одма доаѓа до некои контрадикторности кои што доаѓа до друг проблем дека се правиме нешто на големо или глумиме не знам што. Да, Најубаво е човек да има еден човек што ќе да представува нас. Што ќе се грижи буквално за се. Да, а ние да се грижиме за нас. Значи, А зборуваме ние професионално. во ова наше фолк шоу, фолк естрада, се грижиме нашите гледачи да имаат добра музика. Да. Така е. Точно така. Па мислам дека Продолжуваме со песна. точно така, Криси, мислам дека е време сега да чуеме. А да го чуеме Маријан. Маријан, ти имаш една преубава песна, баладична, сентиментална така. Печалбарска тема. Да, печалбарска. Печалбарска тема. Песната е некои си 5-16 години. Беше испејана исто така и на Таа концертот. песна преубава, меѓутоа не е доволно експонирана во јавноста. Мислам дека е вистински момент Па нешто како ти само ти, но во ова шоу да ќе ја се заживееме. Да, Ќе ја заживееме. слушнеме и оваа Тоа е вечер. впрочем и целта на ова шоу, да ги заживееме старите убави песни, да ги вратиме во живот, а и да откриеме нови. Се разбира. Нормално. Здраво живо, стара мајко, нели мене ти ме препознаваш, стоиш, гледаш, леле синко, зарем ти си тоа пред куќата? Ти се вратив, мајко, дај ми рака да ти целивам. Ах, мојта младост, што ја помниш, ми овенала. Ти се вратив, мајко, дај ми рака да ти целивам. Прегрни ме, мила мајко, дојдов дома да си починам. Туѓа земја, среќа нема, само пусти пари и студени. Сета радост ми ја зема, но сам душа полна само јадови. Ти се вратив, мајко, но ми коса побелела. Ах, мојта младост, што ја помниш, ми овенала. Ти се вратив, мајко,
se vratih majko, novi kosa pobelela. Ah, moja mladost, što ja pomniš mi ovenala. Ti se vratih majko, daj mi raka da ti celiva. Pregrni me, mila majko, doj do doma da si počina. Pregrni me, mila majko, doj do doma da si počina. Na gurbet
И Елена испеа една печалбарска песна. Елена спомена дека ќе патуваш, дека имаш турнеја во Америка и во Канада. Да. Колку, 3 недели? 3 недели, ова ќе биде на кратко. Така, што ќе направиш прво таму? Право на сцена или најпрво да се фрлиме на шопинг? По тоа што го добив списокот каде ќе имаме се концерти, навистина е многу се Згустата згуснати. агенда. Да, многу е густа агендата, така да шопингот малку ќе почека. Мораме подготвени од овде да тргнеме со гардероба. Шопингот по пат. Не по пат, но да завршиме барем првата недела. Така. И да извадиме нешто за шопинг. Да не дојде од дома да земам за да трошам на шопинг. А ќе се вратиш со ништо или само со облека? Да се надевам. Зашто често знае мојот сопруг да ги коментира. Кај ми ги остави децата и што без пари си доаѓаш. Ама па куфарот не е без пари, облека таму. Мене стајлингот ми носи пари. Јас тоа ми е оправдување. Вреди таа облека. Да. Маријанче, какви се твоите планови за патувања, турнеи, снимања? Што е сега актуелно во моментов? Па моментално сме Во тука, твојата кујна, што се подготвува? Македонија. Со Никола, со Крајот на Сашка. декември имаме еден роден ден во Германија, на наш роднина. Добро. Нова година се уште не се знае каде ќе бидеме. Февруари Уште е може... жешко за нова година. Па понека се крчка нешто. Да. Февруари може да има една свирка во Шведска, после тоа Австралија, пред Великденот. Знам дека ти често одеш во Австралија. Ако не се лажам, имаш и блиски луѓе таму. Па моите кумови се од Австралија, поточно од Мелбурн, пред некаде. Значи тебе ти Австралија како до Кавадарци. Оди ми дојде. Не, се шегам. Значи не сум бил скоро 3 години. Прв пат. Туше е по таа специјалност. Туше не 10 за мен. пати во годината. Навамо натаму. Тој патот малта не секоја недела таму ви се враќа. Има, значи не е лошо, се работи. Се работи нормално и на нов материјал, на видеозаписи, исто така. Пред известно време со Направат Dream Team-от нови хитови. Мора, значи да направиме една добра кампања, рекламна кампања за секаде. Фолк естрадата затоа е тука, да ги форсираме Рекламирате, нови да. хитови. Презентира Така. тука. А од овие актуелни твои хитови, што се, кој ти е фаворит? Или ке публиката што се береш? Ти! Па може би кај мене не, али народот кажува која песна е. Народот го кажува последниот збор. И- Тоа е дефинитивно. Прегледаноста на YouTube, тоа е ти само Според ти. реакциите на публиката на концертот, мислам дека немаше дилеми. Ти само ти, значи не Ти, прикосновена. само И ти. најинтересно е што малите дечиња кои ми викат не Маријан, не Чичо, е него ти само ти. Да, ти Мора да само. кажеме дека најмалите се најголема публика. Да. Тие знаат И што многу значајна публика. најмногу. Многу значајна. Таа публика ќе биде Покрај битна малите, после 20 години. слушат и повозрастните. Значи, одиме со ти Ќе ја слушнеме и се. само ти. Отвори душа за мене, во неа јас да влезам, во твоите зелени очи, љубов да разбудам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престанем. Љубовта, љубовта, љубовта вечна да остане. Ти, само ти ми лежиш на срце. Ти, само ти, љуби ме нежно, љуби ме. Ти, само ти ми лежиш на срце. Ти, само ти, љуби ме нежно, љуби ме.
srce za mene, ko nego jaz da se skrija, plavokovo koje te gradi, ljubov da otkrija. Nikogaš da ne prestane, ljubav da večna da ostane. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti, samo ti mi ležiš na srce. Ti, samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. I ono se čuje, srce razveseli, ala ne kamuje. Koga toj zasviri i ono se čuje, srce razveseli, ala ne kamuje. Ajde Saško sviri, veselo da vide, i ja da zapevam, narod da zaigram. Ajde Saško sviri, veselo da vide, i ja da zapevam, narod da zaigram. Harmonika slušam, ritam kako mi, pesna toj zape, duša da obi. Harmonika slušam, ritam kako mi, pesna toj zape, duša da obi. Ajde Saško sviri, veselo da vide, i ja šta zapevam, narod da zaigram. Ajde Saško sviri, veselo da vide, i ja šta zapevam, narod da zaigram. Veseli su bez nas, davno nije sme, razigrani su nas i dije raste. Veseli su bez nas, davno nije sme, razigrani su nas i dije raste. Ajde Saško sviri, veselo da vide, i ja šta zapevam, narod da zaigra. Ajde Saško sviri,
zaigra. Meraklija je golem na ubavi ženi, cel život je tako, nema da se smeni. Meraklija je golem na ubavi ženi, cel život je tako, nema da se smeni. Mite premite, što mu sagasite, i ja suboda po nego, to ako znese to. Mite premite, što mu sagasite, i ja suboda po nego, to ako znese to. Meraklija je golem na ubavo vino, sinajto i društvo da opere vino. Meraklija je golem na ubavo vino, sinajto i društvo da opere vino. Mite premite, što mu sagasite, i ja suboda po nego, to ako znaje se to. Mite premite, što mu sagasite, i ja suboda po nego, to ako znaje se to. Za nego što prašaš, si te ke ti kažat, se radi mite, momine se mađa. Za nego što prašaš, si te ke ti kažat, se radi mite, i jasne se maža. Mite premite, što go sagasite, i ja suboda po nego, to ako znaje se to. Mite premite, što go sagasite, i ja suboda po nego, to ako znaje se to. Неодамна, драги мои, прочитав една многу интересна и сензационална за мене информација, дека фолк примадоната во Македонија повеќе нема да пее на фестивали. Дали е тоа вистина и зошто? Па зависи за кој фестивал се работи. Јас кажав само на некои обиди за фестивали, бидејќи се појавија... Тоа е веќе битна разлика. Така, тоа е многу битна разлика. Да не се разочаруваме. Да, и не треба. Значи, јас секогаш гледам професионални да ми се одвиваат работите барем во естрадата и мислев дека не е момент да се појавам на некои обиди кои што ги имаше летниот период. Ајде си викаш да поидеш да Па и да помогнеш. Да помогнеш, да, но не по секоја цена. Значи, не зборувам финансиски за да ти се исплати, тоа го правиме хуманитарно од нас, но ако технички не се реализирани како што треба фестивалите, навистина јас мислам дека е промашена работа да се појавиш. Добро, да, јас инаку бев малку фрапиран и со доза на разочарување прочитав веста дека Елена повеќе нема да пее на фестивал. Меѓутоа не сум разбрал добро. Да. Маријан, вие која последен пат се појавивте на фестивал? Това беше последното издание на Валандо, значи минатата година 2014. Така, со која песма? Па настапив се на тема која што ја мислам дека и воопшто не е испеано до сега за Девер. Оригинално, доста оригинално. Затоа што секој пат кога ќе прашаме Девер што сакаш, едноставно кренува раменици и не знае што да пееме. Доста време ја пееме за момчето и така да нема избор, дај да правиме нешто. За кумот.
Има за кумот, само за деверот нема. Да. Идејата беше моја, текстот го направи Орце Зафировски, музиката Сашко, брат ми. Така ја склопивме аранжманот Ангел Чосев и настапив. Морам да кажам дека направив и едно видео издание за ова Китен Девер, кое што и ќе ја слушнеме и видиме тука во оваа емисија. Во ред, меѓутоа јас би сакал нешто друго да прашам. Елена, сакав да ја прашам, дали на настапите носиш некој апарат за мерење притисок и се случува, нели, кој ќе се појави спектакуларно Елена Велеска на сцената, може да се случи на луѓе да му падне притисок, да му заврие главата, да му се покачи. Дали носиш некои средства, апчиња, апаратче, или со песна ги демфуваш? Вака, значи неизбежно е да се подигне притисокот кога има Добра атмосфера. кога сум јас во И прашање, кога бидејќи пее Елена Велеска. мојата публика и очекува адреналинот да е крај. Потоа и сум позната, сите знаат ако Елена Велеска ќе има навистина забава, ќе биде весело. Значи, затоа ти ја пееш она Леле, имам висок притисок. Да. Таа е една од оние песни кои што ме одбележа, ајде да кажам првично Пупу Машала беше, но ете во овие меѓу последните кои што излегоа висок притисок беше Таа ми се она. допаѓа особено Да. висок притисок. Малку е хумористичен спотот и тоа доведе до еден вид така народот и да се опушти до некој стадиум и да гледа и да ужива. Без апчиња. Без очи, Значи, без таблет. Само апаратче. Значи, најпрво ти го слушнеме Маријан Коценов со Китен Девер, а потоа и притисокот ти го измериме, нели? Може. Ајде, да уживаме. Мила мајко, братот мој се жени, многу моми до сега тој смени. Дојде време женет да го видам и на свадба девер да му видам. Дојде време женет да го видам и на свадба девер да му видам. Сакам да ми пеа, дај Боже в година мене да ме жена. Китен море да мене среќа Бог да дава, дај Боже в година и на моја глава. Синот ти се венча, првасна нека ви со среќа, а јас девер под рака ја водам, со нив црква на венчавка одам. А јас девер под рака ја водам, со нив црква на венчавка одам. Сакам да ми пеа, дај Боже година мене да ме жена. Китен море девере, среќа Бог да дава, дај Боже година и на моја глава. Мили гости, а
dete na oro, Bog da dade i za mene skoro. Jasna svadba si te da vekana, mladoženec i jasna si stana. Jasna svadba si te da vekana, mladoženec i jasna si stana. I ten more devere sakam da mi pea, daj Bože godina mene da me žena. I ten more devere sreća Bog da dava, daj Bože godina i na moja glava. Daj Bože godina i na moja glava. Dojde 9 kada si, zašto ne se javiš ti? Pakli si vo ofisom i si go prkaš biznesom. Mlada su mi ubava, cela krv mi zobriva, ostego ti biznisom. Imam visok pritisak, lele imam visok pritisak, ti dojdam pravo opisom. Lele imam visok pritisak, ti dojdam pravo opisom. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, daj milo raj. Ima vreme Milićo, da go teraš biznisom, samo ne zaboravaj, deka i jas postojam. Mlada su mi ubava, cela krv mi zobriva, ostego ti biznisom. Imam visok pritisak, lele imam visok pritisak, ti dojdam pravo opisom. Lele imam visok pritisak, ti dojdam pravo opisom. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, ajde Dream Team. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Sve što imaš daj milo daj, pa da vidiš raj milo raj. Ljubi, 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 ljubi me, mazi, 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 mazi me. Legni, stegni, daj milo daj, legni, stegni, raj milo raj. Ако некој знае да го привлече вниманието, тоа е Елена. Елена, пред некој ден видовме селфи едно многу јако. Фитнес. Подсетете ме, не беше едно, а последното. Со фитнес. Јас видов едно друго. Многу јако. Да. Многу јако и значи изгледаш перфектно. Значи одиш на фитнес. Вие сте и знам и дека Маријан посетува фитнес. Да. Вие сте значи
може да кажам, ретките, единствените кои што одвојуваат време и за фитнес. Мама Се гледа на нас. со 3 дечиња, тато со керкичка, И постојано на турнии, и да не го постојано. изоставиме и Благоја. Баже Па веќе јас, од нареден тој не е во месец. естрада и Тој- тоа тој е вете. понеделник. Јас сум во фаза на планирање. значи, Така, само планирам. тој ветува, баш Се така уште е. не сум Спомена почнал. фитнес. Да. Следниот видите, понеделник ќе јас, каже следниот. Би сакал за едно друго селфи да прашам Елена. Имаше едно интересно селфи, серија селфи фотографии, малце така по Тие во во ходник, твој во стил, бикини, во твој аха. твој стил. Каде е тоа снимано? Дома кај вас? Да, во Дома? ходник. И имаше бурни реакции од фановите. Видете, ако некој јас не се осудувам поради тоа, бидејќи ако нешто сакам да работам, тоа е пеењето и да се фотографирам. Јас навистина уживам во тоа и мене не ми пречи, бидејќи Мене воопшто не ме преча. мене навистина ми годеа тие серија на фотографии кои што навистина покажаа голем интерес на социјалните мрежи и веднаш беа превземени. Не, добро е што имаше и објавени. дискусија, се отвори Да. дебата. И Дали е тоа правилно, дали е неправилно, дали Да. уопшто има нешто правилно или неправилно. прво што прочитав, имаше многу позитивни коментари, но имаше и неколку негативни, како мајка на 3 деца не личи да се слика во бикини, па што сме ние мајките на 3 деца, јас не разбирам што е тука погрешно ако носиш бикини и вие ако имате се право на- фотографираш. Да. Јас напротив не го оправдувам тој Став. став и тоа мислење и застанувам како своја здрава личност што размислува и што треба да биде репер, како треба една жена со 3 деца мајка да изгледа и ги советувам сите идни генерации така да бидат, зашто Да, во секој неодамна случај и ти си естраден уметник Да. и јавна личност. треба да се И поводи малку сметка за телото. Јавните според- личности треба да бидат присутни во медиумите. Да. Тоа и беше баш симпатично. Јас, моje мислење дека беше баш симпатично. Токму затоа што си Мајка на 3 три деца. и И изгледа вака како што изгледа. естраден уметник. Секоја реклама е добра реклама. Дали е добра или лоша, во секој Па поглед, да, дали е критиката негативна или позитивна, рекламата во секој случај има позитивна страна. Ке си се коментира тоа. да, Не некој- зависи Кој како сака. Дали е за добро или за лошо, рекламата си е реклама. Јас имам прочитано или слушнато колеги наши од Север, некој рекол, нека пишуваат за мене, па макар и добро. Макар и добро, ако пишуваат добро не е интересно. Значи, јас и ти кога ќе почнеме со фитнес? Кога ќе се Наскоро. вратиш од Германија, Готово, договорено. да си стоиш на зборот. Да ве прашам, пеевте поединечно, Пеевме и заедно. наизменично, а сте пеели заедно нормално, имате и снимано заедно. Да, имаме еден дует. Дали Два во, дуети. дали во нашето шоу ние ќе имаме задоволство и нашите гледачи да чујат нешто, еве, за крај на... Ќе слушнеме, при ќе крај, слушнеме. да речем. Првиот дует со Елена го снимавме Може би 2000-та година. Благо Дејче Пожаранче. Таа песна е на Класика. па и на тојот, па и на мојот албум. А ова поновата што ја снимавме, Ајде, ајде, моме, стојне, ја Едноставно не испеавме одговараат вокалите. на Спасов ден. На Пред Спасов 2-3 години, да. Ја памтите се уште? Да, како не. Значи, Добро. најверојатно ќе Ја слушнеме. имаме можност да ја чуеме вече. Како не? Така е, пред да чуеме, што го видивме, селфито. Ајде. Ајде. Знаеш ли? Убава работа. Јух! Маријан малце така. Опа, Одлично. браво, сме. браво. Ете, значи Видете. имаме и заедничка фотографија од шоуто и остана, како што рековме, да ја чуеме таа заедничка Ајде, ајде, моме, стојне. народна песна, Ќе преубава. слушнеме, како не. Ајде, ајде, моме стојне. И Елена и Маријан. Ајде, ајде, моме стојне. Ајде, ајде,
Браво, брависимо. Браво за Елена, за Маријан и за Dream Team се разбира. Ние, драги наши, сме повторно овде на стартна позиција, но сега да одјавиме. Морам да ви сообштам дека терминот за ова прво фолк шоу, фолк естрада, измина. Верувам дека уживавте во овие преубави песни на Елена и на Маријан и ве очекувам во наредниот термин повторно на истата фреквенција. Криси, дали си ти задоволна од сработеното Јас вечерно? сум презадоволна. Благодарам многу што нас следавте. Се гледаме повторно во сабота. Ова беше Фолк Естрада.